Жителите велат дека од Кфар Гилади, израелска општина на 2 километри од границата со Либан, биле евакуирани една недела по терористичкиот напад на Хамас на 7 октомври во кој загине над 1200 луѓе, околу 240 се заложници. Откако борбите ескалира во Газа на југ, на северната граница на Израел, либанската милитантна група Хезболах, поддржана од Иран, започна речиси секојдневни ракетни напади во знак на солидарност со Хамас. Најмалку 4 израелски цивили и 7 војници се убиени во судирите. Неколкумина жители останаа да го бранат Кфар Гилади. Нисан Зеви е еден од нив. Моето семејство е евакуирано. Јас и моето куче, ние сме дел од оперативната група за итни случаи кои остануваат тука. Имам чудни чувства како моите деца може да живеат во оваа општина. Ако САД и Франција не најдат дипломатско решение, нема да имаме друг избор освен воена операција. Зеви вели дека е на готовс за конфликтот за кој смета дека е неизбежен. Насилството на границата меѓу Израел и Либан ги потикна страувањата дека може да избие целосна војна ако Израел изврши копнен напад врз Хезболах во Либан или пак обратно. И Израел и Либан се сојузници на САД и се сметаат за клучни за стабилноста на Блискиот Исток. Не само што конфликтот би отворил втор фронт за Израел, туку и на крајот може да предизвика ќорсокак во односите со Иран. Израелските експерти велат дека војната не е она што Израел го сака, но таа може да биде изнудена. Иран го користи Хезболах како застапник против Израел. Нашиот проблем не е со Либан. Нашиот проблем е Хезболах. САД повикаа на воздржаност од израелците, вршат дипломатски притисок за изноѓање мирно решение од двете страни на границата. Некои жители велат дека дипломатските патишта за запирање на нападите на Хезболах се веќе исцрпени и израелската влада сега мора да најде воено решение. Израел не постапува како што треба во такво сценарио со кое се соочуваме од 7 октомври на Северниот фронт, само затоа што САД и можеби другите сили бараат од нас да се воздржиме и да не реагираме на агресивен начин против оваа закана. Локалните жители велат дека стравуваат дека нивните заедници би можеле да бидат масакрирани како оние во Јужен Израел. Како што наближува ноќта, се слушаат експлозии. Зеви вели дека ракетите на Хезболах паднале на околу 3 километри. 6 проектили се истрелани кон селото Маргалет. Нема жртви, но ова е дел од секојдневието овде во Горна Галилеја, веднаш до границата. Израелската војска и овде поставила тенкови во очекување на можна копнена инвазија. Во израелските напади на границата, за кои вели дека се насочени кон цели на Хезболах во Либан, загинаа 130, од кои 94 борци на Хезболах и 17 цивили. Human Rights Watch го обвини Израел дека намерно гаѓа цивили во Либан, додека според Тел Авив случајно биле погодени и либански воени објекти.